Велешкиот театар Џинот денеска традиционално ќе го одбележи 27 март, светскиот ден на театарот. За значењето на овој ден за театарските уметници денеска говореше актерката Слободанка Чичевска, која веќе 33 години е дел од ансамблот на Велешкиот театар. После 33 години во театарот, овдека, може би ова е мојата втора куќа, не втора, него прва, она што ми е дома е нешто што е реалниот живот, меѓутоа, поминувајќи го овдека времето и како ми поминуваат годините, сметам дека театарот не само што мене ме исполнува, туку представите што ги работиме и носи не само радост, туку многу среќа и многу поинакво духовно доживување на сите гледачи. Според Чичевска, се уште трае борбата на театарските уметници во земјава за нивно подобро место во општеството. Како културни дејци, според неа, тие се уште не го добиваат заслужениот статус, но и условите за работа и творење. Морам да кажам дека тоа е една непрестаната борба за местото и положбата на уметниците воопшто, а посебно на театарските работници, да речем, уметници пред се. Заради тоа што тие се едноставно како деца, мислам дека државата треба да има многу посериозен однос према нив и по-сериозно да си ги свати сите обврски што веќе си ги превземала. Нормално дека не сум задоволна. Мислам дека секогаш може да има многу повеќе од тоа што е ветено, тоа што треба поскоро да се направи. И Чичевска, како и преостанатиот дел од Велешкиот театар, со нетрпение очекуваат новата театарска зграда. Охрабрувачки беа најавите за нејзино финиширање на Министерката за култура при нејзината неодамнешна посета на Велес. Во однос на театарот сакам да информирам дека таму се работи веќе на сите завршни фази. Негде се очекува така во втората половина на месец април да можеме да отидеме сите заедно да го посетиме објектот. Заедно со актерите и со вработените. Сметам дека со ова што ќе биде нова зграда, не само дека ќе можеме технички да правиме многу подобри, поголеми представи, дека публиката ќе може многу повеќе да ужива во нашата игра и знаете како, ако ние сме задоволни, публиката ќе биде уште повеќе. Светската порака за денот на театарот годинава е дело на Бред Бейли. Таа ќе биде прочитана на сцената на театарот Џинот вечерва, пред одигрувањето на представата Шешардисени времиња. Исто така, прочитана ќе биде и македонската порака, која годинава ја напиша актерката и режисерка Ѕезда Ангеловска.